освестам малце и државата и сите вработени што се уфателов некако ако стигне видеово до кај нив. Вака, јас сум во карантин, како што знаете. Тој сум овде, се вратив од Германија. Поминав низ многу земји со автобус, една земја не ми направија проблем со карантини, глупости, такви работи. Рачунајте, Маđарска не ни направи проблем, че Маđарска не ни направи проблем, ниједна друга не ни направи, како да кажем. Битно дојдовме во Македонија, на граница чекавме некои си 6 часа, додека дојде автобусот да не земе и да не однесе во карантин. Не смеевме да се оттргнеме од таа граница, цело време стоевме околу границата, цело време вртевме кругови од досада, немаше што да се прави. Не смеевме да избегаме ради тоа што пасошите беа кај нив и уште се кај нив пасошите, така да вајда пред да си одиме ќе не ги дадат пасошите. Нема врска, не донесува во карантин, државен карантин, имам државен карантин. Вчера, мислам, нели, секој свесен човек, што е секој доволно развиен мозокот, свесен е дека треба, нели, луѓе од пат идат, изморени, на граница нема да што да јадат или било како. Гладни сме. Да речете, еви, 3 ливанчиња, доста е маргаринче, лепче, нешто навачкава, од озгора вегетичка, доволно. Колку да внесе нешто во желудникот. Нели, празен желудник, тоа и не е баш нај. Нема врска. Вчера изедов такви кросани, знаете, оние, сега баш чувам ќе се одморци. Овие ги јадев вчера, кога дојдов у 12:30 саатот, вечерта ги јадев овие. И од вчера наваму сум со тие, сум на цигари цело време, сум на енергетски пијалоци. Се бајле, станав од спиење, фала Богу, има угодни кревети за спиење, тоа е добро. Не знам, малце не ми е хигиенично, не знам сега дали било изчистено од пред тоа. Ама мене не ми изгледаше баш поизчистено, баш и подот не е чист. Тука ова масано што се користам ко бирошо ми е. Овде дезинфекционирав тие предмети што највеќе сум у контакт со нив. Пример, шкафчиња за фрижидерот го дезинфекционирав, овде бирото го дезинфекционирав, што никој не би сакале да бидеме позитивни на корона, така. Сакам да кажам дека условите се никакви. Условите се срањи. Поваров кафе са дајле, кафе. Едно обично кафе поваров што се вика, требајќи во плато, не е проблем. Не се јавија. Звонев од телефонче од тука што ми у соба, на рецепција да се јавам, не ме слушаат. Не има некој проблем со телефонот, не знам која дал да е, али тамане. И сега, пример, гладен сум, нели, појадок треба да ти дадат, ај вечера не ти даде, ај барем појадок нека ти дадат. А ако не ти дадат ни ручек, тогаш се срањи, како да кажеш. Значи, ја не знам што ги правам. Јас сум реално до утре са бајле овде. Прво ми кажал 24 часа ќе бидете у карантин, али ќе излезе работава да бидеме можда и 38 часа. Како и да е, сега 38 часа насако не ни дадат јадење, јас ќе направам уште едно вакво видео и ќе ви известам што каква е ситуацијата. Само едно нешто сакам од вас, дечки. Извинете да го споделите видео сегде да дознае цела Македонија каков е